Променливото време со ниски утрински а повисоки дневни температури ги наполни амбулантите со пациенти. Од 30 до 40 пациенти дневно се прегледуваат во амбулантите на интерното оделение, а најпогодена е повозрастната популација. Како резултат на климатските промени се очекува зголемување на бројот на пациенти во идниот период, вели за К3 примариус доктор Томи Цанчевски. Така да во текот на 24 часа имаме разлика на температура од 10 до 15 степени, појава на зголемена влажност, промена на атмосферскиот притисок и појава на дожд. Сето тоа влие врз човечкото здравје. Научниците предвидуваат зголемување на број на пациентите во следниот период поради овие климатски промени. Промена на расположението, возбуденост и гушење, главоболка се најчестите симптоми кои се јавуваат кај здравите пациенти, додека промената на времето доведува до влошување на основната здравствена состојба на хронично болните. Климатските промени делуваат како на здравите луѓе, така и на пациентите со хронична болест. На здравите пациенти делуваат со симптоми на промена на расположението, појава на возбуденост, анксиозност, главоболка, додека кај хроничните пациенти делуваат на влошување на основното заболување. Така да имаме, како кај пациентите што се болни од хронична белодробна болест, зголемување на симптомите и појава на поголемо гушење и потреба од дополнителна ампуларна инфузиона. Според Анчевски може да се превенира во ваквата ситуација кога имаме нагла промена на температурните амплитуди, со почести прошетки во природа, внесување на повеќе течности, овошје и зеленчук, избегнување на поголеми физички активности, а во случај на поизразени симптоми, неопходна е консултација со лекар што ќе одреди терапијата, додека на хронично болните евентуално да им се коригира дневната доза на лекови.